Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на нашата самовистина. Вечерва разговараме за живоста на идејата за приклонување кон Русија, која стана особено актуелна во процесот на динамизирање на овие разговори и преговори со Грција околу надминување на спорот со името, па мислам дека како никогаш порано таа идеја некако дури и толку многу предизвика диференцијација на македонската политичка сцена и меѓу граѓаните, меѓутоа и со појава на една политичка партија која што јасно застана и прокламира сојуз со Русија. Тоа е партијата Единствена Македонија. Вечерва од тој аспект не гостува председателот на Единствена Македонија, универзитетски професор по меѓународно право, господинот Јанко Бачев. Добро вечер. Добро вечер. Така и аналитичарот Тони Науновски. Значи ќе поразговараме околу оваа идеја и колку тие тенденции се автохтони потекнуваат од тука, од Република Македонија или пак се плод на некои интервенции од страна, би рекле. Господа, добро вечер уште еднаш. Благодарам што прифативте поканата. Господине Бачев, би почнала прво со вас. Успеавте ли конечно да ја регистрирате партијата Единствена Македонија? Па, како што е познато во јавноста, ние на седница на Централниот комитет на Народно движење за Македонија од 21 јануари донесовме две одлуки за кои што не е претерано ако кажам дека се од историски карактер, како за партијата, така и за државата. Значи, од аспект на партијата донесовме одлука партијата во иднина да настапува под назив Единствена Македонија, а од аспект на државата можам да кажам дека исто така донесовме многу битна одлука со залагање за радикален пресврт во македонската политика, што подразбира стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија во Евроазијската економска унија. После седницата на Централниот комитет, согласно закон за политички партии, беа поднесени сите потребни документи. Поточно законот кажува дека во таков случај се поднесува едно известување до судот со записник од седницата на Централниот комитет. Меѓутоа, на наше големо изненадување, ние добивме едно решение од судот, од првостепениот суд, поточно Основен суд Скопје 2 Скопје, во кој што се вели дека партијата не може да биде регистрирана со името Единствена Македонија. И тоа е така едно образложение со две реченици. Зошто не може да биде така регистрирана? Затоа што носи име или асоцира на име на владеачката партија во Русија, Единствена Русија, или зошто? Оти јас не паметам дека ние тука во Македонија имаме партија со такво име. Во овој момент и ние сме длабоко изненадени од таквата одлука. Се уште сакаме да веруваме дека се работи за превид. Не сакам да употребам потешко збор за незнаење на судиката, бидејќи има флагрантно кршење на закон за политичките партии. Таму јасно е кажано во законот дека името на политичката партија не може да го содржи државното име Република Македонија, да содржи име на општина, на локална самоуправа, име на странска држава, име на меѓународна организација и да содржи символи на државата. Како што гледате од нашиот назив Единствена Македонија, нити се содржи државното име Република Македонија, ниту пак ние ги употребуваме државните символи, грбот, знамето и химната на Република Македонија. Така да, како што кажав, сака да верувам дека се работи за еден превид. Ние сега поднесуваме жалба на оваа одлука до апелацијскиот суд, а што е поинтересно, нема потреба да се образложува, не е потребно тука некој посебно правно знаење, само ќе го кажам податокот дека во моментот од 55 политички партии во Македонија, дури 21 го имаат зборот Македонија во својот назив. Дури една партија има го содржи името Република Македонија во својот назив. Така да добро, не го кажавте тоа на судиката, мислам стапивте во контакт со неа, зошто сега да има толку партии со Македонија изразот, а вас ви се забранува? Па тоа сега е кажано во жалбата. Ние нема потреба што да разговараме со судиката, таа го направила преведот, ја направила грешката. Како што кажав, пак е повторно, сакаме да веруваме дека е грешка, флагрантно кршење на законот. Дури таму интересно е што законот дава можност дури и да под претпоставка да постои некоја неправилност при поднесувањето на документацијата, судиката нема право да го одбие, не го дава дополнително рок од 30 дена. Сега конспираторите ќе речат, па може би има некоја дојава од Москва. Па затоа да почекаме што ќе каже апелацијскиот суд. Да, вие немате некаква дојава од Москва сега да не испега дека ја крадите идејата за не бидејќи не крадеме идејата, бидејќи кај нив Единствена Русија асоцира дека треба да ја сочуваат Русија во постојните граници, а кај нас зборот Единствена Македонија подразбира дека треба да обединуваме некој делови. Тоа сакав да прашам, господине Бачев, Единствена Македонија, што значи тоа, како пандан на Единствена Русија или единствена во смисла да престанат више поделбите во Македонија по етничка, религиозна, политичка, не знам каква уште поделба? Па ние како партија го влечеме тој континуитет уште од Народно движење за Македонија, каде што јасно кажеме дека ќе се залагаме за целосно обединување на македонскиот народ. Уште таа идеја е промовирана
засадидето на АСНОМ, уште од каде што во манифестот на АСНОМ е запишано дека македонците го имаат правото на културно, економско, дури на територијално обединување, така да ние продолжуваме таа идеја и веруваме дека тој ден, тој четврти илен ден, како што популарно се нарекува, бидејќи досега имавме нели тие трите илени дена, веруваме дека е близко, дека доаѓа, дека тој се навестува. Така да од тој аспект, значи, не сакам да верувам дека без разлика што името е многу силно, многу големо, единствена Македонија, сепак ќе кажам дека верувам дека се работи за превид, да ја почекаме одлуката на апелацијскиот суд, па после ќе коментираме. Господин Уновски, извинете што малку повеќе време му дадовме господинот Бачев. Еве видовме со што се занимава господинот Јанко Бачев, со што се занимава господинот Тонино Уновски, подолго време ве нема на малите екрани. Каде сте, што правите, на што ја трошите енергијата и вашиот интелектуален капацитет? Добро, јас се занимавам со еден обид за длабинска интерпретација и одгадка на тешкото мачно прашање што е ова што ни се случува во изминативе неколку години особено. Всушност, што е она што ни се случува веќе речиси 30 години од осамостојањето, од современата форма на државноста на Република Македонија, затоа што доколку направите еден објективен пресек, несомнен е заклучокот дека во континуитет сите наши државни позиции слабеат. Денес се тие веќе пред тотален распад. Значи, историјата на Република Македонија од 90-та, нели, до денес покажува една константно паѓање на сите парадигми, сите идеали, сите нормални рационални политики, сите модели на рационалниот ум кои што можат да овозмежат, да создадат, да креираат и да одржат една стабилна држава. И во таа смисла ние навистина се наоѓаме, како впрочем и секогаш во нашата мачна македонска историја, денес се наоѓаме, ама буквално во најтешките, најмачните денови на нашата држава и на генерално, нели, на македонскиот народ или нација, како сакате. Зошто го велам тоа? Затоа што сега има веќе тотален пад на сите парадигми, има тотален распад на перспективите за развој на Република Македонија, бидејќи сите овие елементи кои што сега нас во изминативе особено 3 години ни се потураат, како да кажам, ни се наметнуваат, ни се воспоставуваат на недемократски начин со исполнување на тие практично ултиматуми и на тие политички барања. Политичката криза, последна политичка криза. Да, апсолутно да, од бомбите така. Значи, има еден процес на наметнување на некои туги интереси, тие не се македонски национални интереси. Ова што се поставува како услов за влез во Европска унија и во НАТО, сметате дека тоа не е национален интерес? Не, само момент, значи национален интерес е можеби влез на Република Македонија во Европска унија и во НАТО. Меѓутоа не е национален интерес плаќањето на превисоката, незамисливата висока цена за откажување на колективниот идентитет на македонскиот народ, името, јазикот и некои други барања кои што очигледно се поддржани токму од овие структури. И појавата на единствена Македонија е практично многу битен нов момент, појава на нов момент во македонската политичка сцена, затоа што сега имаме за прв пат, макар да и претходно господинот Јанко и неговата партија која сега нели се ребрендира во единствена Македонија, имаше некои ставови кои што одат во линија, тоест повеќето се такви, ако не и сите, да бидам искрен, тие политички ставови се во насока на штитење, чување и развој на македонските национални интереси, а тоа е никакво менување на име, уште помалку идентитет јазик, што е практично исто реков, и сите оние процеси кои што се поставуваат како денес веќе ултимативно барање за исполнување доколку сакаме да го продолжиме тој процес како држава, нели? За евроинтеграција. Но проблемот е следен. Она што вие го споменавте на почетокот, дали е ова автохтона автономна идеја од Македонија, да. И не само нели на политичката партија, туку и на луѓето во Македонија. Јас сум апсолутно сигурен да. Знаете зошто? Затоа што лично се разбира за мене, можеби некаде и до 2001 година, јас верував дека Соединетите американски држави, НАТО и Европска унија ни се стратешки сојузници и партнери и така натаму. И од 2001 година навамо имаме редица експлицитни, силни, жестоки, безобзирни, бескрупулозни нивни активности во повеќе сфери од светот на животот, од општествено-политичката реалност, кои што се директно против македонските национални и државни интереси. Да не зборам, Охридскиот рамковен, територијалната поделба, пржинските договори, еве сега притисокот, непризнавањето нели на Хашката одлука со која што се нели се можевме ние доколку тие ја почитуваа, се разбира, може да
Како алатка на меѓународното право, и многу други постапки. Значи нивната поддршка за нелегален избор на спикерот и многу други работи, ти сите ги знаеме. Но господине Наумовски, ако сега некој ве слуша, ќе рече само ова да ве потпрашам. Ајде, докажете го. Да, само мислата. Значи, ако после сите овие работи, кои што се толку очигледни, веќе и малите те се ги знаат, ако кој веќе верува така жестоко и лажно медиумски представувано дека има консензус помеѓу македонскиот народ, значи се едно како сакате, за се уште влез во Европска Така, тоа сакав да ве прашам, сега да ве потпрашам. Некој, ако ве слуша и јас ве слушам, сега некој ќе рече, па ако околу нешто се единствени овде граѓаните во Република Македонија, нема да рече македонскиот народ, бидејќи живеат и представници на други народи, тогаш се членството во Европската унија и во НАТО. Не, ама не е така, видете, како прво секојаш треба да се биде скептичен кон оние истражувања на јавното мислење, бидејќи зависи тоа од методологија, зависи кои се целите, има цела техника и така натаму, значи во старт априори вие треба да бидете скептични кон секој обид за мерење на така нареченото јавно мислење. Уште повеќе што македонската национална колективна свест е навистина чудна. Таа знае понекогаш, има примери колку сакате, така низ историјата да направи радикални пресврти во позитивна насока. Кога македонскиот народ ќе почувствува врз база на вековната интуиција која што ја има стекнато токму од вакви мачни, главно странски, нели, тешки мачни ситуации, политички притисоци и секакви други, кога тој ќе почувствува дека е дотеран во ќош, како да ви кажам, сликовито така метафорично да објаснам, кога македонскиот народ е сотеран во ќош, тогаш има такви примери да станува едно обединување апсолутно по таа линија на само заштита на својот национален колективен правото на живот. Еве јас ќе го прашам господинот Бачев, имавте вие сега обиколка низ градовите во Македонија, каков е интересот за вашата партија која што нели прокламира сојуз со Русија, нели вртење кон Евроазиската унија? Па сега можем неблагодарно е. Јас за нашата партија да кажам, али сега бидејќи еве го поставивте прашањето. Јас можам да кажам дека интересот и јас сум изненаден колку е голем интересот. Така да со право можам да кажам дека еве тие анкети што ги спомнавте, тие се една голема измама во Македонија, дека 27 години дека народот во голем процент е за НАТО и за Европската унија. И ако видите тие анкетни организации сите се финансирани од Америка, од разноразни невладини USAID и Сорос, така да сите тие анкети во изминалите 27 години се една голема лага. И ние сега сме практично, еве да кажам, пријатно изненадени. Добро, има анкети што прават и тука, еве на Владимир Божиновски, практично и тие покажа дека повеќето нели доминантното расположение на граѓаните е за членство во НАТО и Европската унија. Јас лично не сум сигурен во тоа. Не сериозно што го спомнавте. Не, добро, меѓутоа, добро, како да речем како домашен институт кој што се бави со. Тој правеше анкети дека името нема, се смени сега па сврта и он плочата. Сега ако ми гледате последните изјави што ги дава, сега влече на друга линија. Така да тоа се на дневна основа луѓе. Тоа се луѓе, да не употребам некој збор. Не би сакала да ги коментираме луѓе што не се тука, повеќе зборувам како последна направена анкета така. Политики во 27 години тоа е една голема измама, значи во НАТО и ЕУ ние видовме сега дека сакаат всушност политичките елити во Македонија. Господине Бачев, дали бевте на овој последен протест што се одржа на 27 февруари? Јас не бев. Не, тоа сакам да ве прашам затоа што ние како партија немавме официјален повик да се излезе на протестот, меѓутоа оставивме како поединци. Самите требало некој да ве покани, да ве не да не покани, него ние оставивме на нашите симпатизери, членови, исто така имаше голем дел од нашето раководство кој што како поединци се излегува на митинг. Иако тука ќе кажам дека јас сум по природа човек кој што не сакам да му ласкам на народот, него сакам да му ја кажам вистината, бидејќи ние сега преземаме на голема работа, како што кажавте, правиме радикален пресврт во македонската политика и веднаш ќе кажам дека јас не се слагам многу со таков тип на протести, не сум какви протести преферирате, бидејќи господинот Влахов Мицов како заменик нели претседател на вашата партија во гостување во Самовистина рече дека ние не поддржуваме такви козметички протести, ние сме ако се излезе да се протестира да се остане додека нели не се задоволат барањата. Ако Стефан козметички, јас ќе кажам дека тоа се чиновнички протести, бидејќи видов се како беше агендата. Ги повика, дојдете во 6 сат пред Европска унија, ќе се прошетаме и во 9 сат си одиме дома. Значи јас за каков тип на протести сум? Кога ние сега ја шириме нашата инфраструктура, кога ние ќе ги направиме тие протести, а во скоро време ќе ги направиме, тогаш ние на сите ги им кажеме, ќе им се обратиме јавно, на сите што мислат да дојдат, да се поздрават дома и кога ќе излеземе на протести, не се враќаме додека не ја оствариме целта. А целта се знае што е.
Сметате ќе дојдат, ќе ве поддржат во голем број? Ако не дојде народот, значи не ја поддржува идејата да ја браниме Македонија по секоја цена. За кога ги организирате тие протести, господин Бачев? Па сега ние сме окупирани со нашата партиска инфраструктура и во скоро време ќе излеземе со наш став. А инаку сега да не бидам погрешко сватен, добро е луѓето што се собраа, еве, на овој протест се дигна малку галама, али видете сега. Најмногу се плашам пак луѓето да не бидат разочарани. Како се беа пред година дена, така во Грција веќе се слушаат коментари дека ете колку се да речеме против или промена на име и на тоа. Луѓето 70 дена излегува, но на крај се види дека некој ја злоупотреби таа идеја на протестантите да им ја одземе енергијата на луѓето и тие беа злоупотребени од ВМРО ДПМН и од СДСМ. И сега алудирате нели на заедничка Македонија и сега се плашам да не е истото, видите што се случи на крајот на протестот, секогаш беше најновиот. НАТО и ЕУ сакаат да не обезличат. Значи да не одземат душата, да не го сменат името, а говорници излегуваат после протестот, вика еве ќе ми испратиме петиција на НАТО и ЕУ. Мислам тоа шашаво за мене, некако делува да се обратите до нив, да им пишете писмо и Јункер таму некаде и овие во НАТО ќе се потресат од тоа писмо. И вие му напишавте писмо, така? Јас сега ќе друга конотација. Јас му кажав дека Иванов и Заев го лажат. А сега ќе повикам пауза за реклами, па продолжуваме. Реклами. Почитувани гледачи, се враќаме во студиото, продолжуваме со вечерашната самовистина. Да најавам уште еднаш наши вечерашни гости, универзитетскиот професор по меѓународни односи, господинот Јанко Бачев, кој што вечерва ни гостува од аспект на неговата позиција, председател на Единствена Македонија, партијата која што се уште официјално нема нели судска регистрација, но очекувањата се тоа да се случи, и аналитичарот Тони Науновски. Науновски, пред рекламните од блок пораки зборувавме нели за протестите, рековте дека не бевте на тие протести. Зошто? Па јас бев малку скептичен околу некои од организаторите и од тие причини одлучив да не одам, но генерално се разбира дека може да кажете околу кој сте биле скептичен? Не е битно, него бев. Значи сега денес веќе мора човек да биде многу внимателен, затоа што оваа кризна ситуација која што трае предолго, истенчи многу нерви на луѓето. Создаде еден, така да кажам, еден дифузно колективно лудило во нашата држава, така да сега ситуацијата веќе не е иста како што беше пред година дена, а камоли пред 5 години. Значи треба да се следат тие потреси, тие промени, и тоа големи промени на она што се нарекува нормална јавна политичка свест, и треба да се биде внимателен. Меѓутоа се разбира дека сум поддржувал и ќе поддржувам демократски мирни протести. Тоа е конечно и основа, нали, човеково демократско право, кој што ќе одат во насока на штитење на клучните македонски национални и државни интереси. Но проблемот е побитен овој. Тоа е дека нема реален ефект од тие протести. Не само тие, туку и овие во недела и веројатно и многу други. А дали мислите дека има реален ефект од протести како господинот Бачев што ги најавува? Не знам јас какви протести планираат тие, не е битно друго. Еве, ги повикуваат на протести, да поздравете со дома, нема враќање назад. Знаете што е проблемот? Се едно нема реален ефект врз реал политиката. Нема ефекти, очигледно е, затоа што концептот на политиката. Но демократска форма е да се канализира нели некој барање, некој став кон нешто. Тоа е во ред, тоа е добро. Меѓутоа, знаете што, нема некој голем ефект. Не се поместуваат зацртаните политики кои што ги спроведува оваа влада со огромна и безсмислена огромна и целосна поддршка на така наречената меѓународна заедница, во случајот Европска унија и НАТО, односно Соединетите американски држави. Се плашам дека тие политики кои што се на дело веќе долго време, но еве да зборуваме за последните 3-4 години, тие се толку стриктно зацртани што нема отстапување, како што тоа впрочем можеме и да го видиме. Нема велите последните 3-4 години, сега го бројувате периодот кога ВМРО ДПМН беше на власт. Значи сега или поврзувате со кризата? Вака сега, значи овие политики, клучните политики на оваа влада се навистина во најголема мерка, да не речам сите. Не зборувам за економија, туку зборувам за овие за националните политики. За политичкиот дел, да. За тој дел, значи тие се против македонските национални и државни интереси, и тоа е несомнен факт. Она што мене ме плаши, ме загрижува и ме деморализира на некој начин, отворено тоа го кажувам, е фактот дека имаат тие политики, имаат целосна, безрезервна поддршка од Европска унија и од САД. Буквално
се. Значи тоа покажува дека тие политики се хармонизирани, усогласени, координирани, можеби заедно креирани, се едно, од тие центри на моќ кои што се моментно на Балканот доминантни. Ова што Јанко го вели, тоа се разбира легитимно. Зборувате за судирот на Западот и Истокот, се знаеме САД и Русија. Нема такво нешто на Балканот. Балканот е целосно, целата балканска мрачна кафана, целото балканско буре барут е практично под контрола на Европска унија и на НАТО, на САД. Најдобро, јас го прочитав Иван Крстев во Гардијан пред некој ден, кога рече дека... Ајде, повелете. Сега, ова што овој пресврт во македонската политика кој што започнува со формализирање на таа идеја за доближување кон Евроазијска унија и Русија е сосема нешто ново и треба да се поздрави, да се поддржи, затоа што ние по дефолт, ние природно не припаѓаме кон ориентација Европска унија и НАТО, не сме, како да кажам, ние родени со нив. Туку секоја држава, секој народ во различни периоди од историјата прави процека и си бара сојузници. Вредностите што ги споделуваат тие. Не зборувам остите за вредностите за економија тоа, туку станува збор за нивната политика кон Македонија. Тоа не е спорно, но нивната политика, нивната цел, нивната слика за Македонија која што тие 30 години, особено последниве 3, ги спроведуваат, ги реализираат и даваат поддршка на домашните центри на кои што практично ги реализираат тие политики, се наспроти нашите интереси. Значи, Македонија, како тие ја замислуваат? Со променето име, македонскиот народ. Променето име, променет идентитет, променет јазик, без историска национална историја, договорот со Бугарија, откажување од нашите национални малцинства, од македонците кои што живеат во соседните земји, двојазично, и така натаму. Значи, тоа е Македонија во која што вие сакате да живеете, јасно е. Јас сакам да живеам во Македонија, држава која има суверено право, и македонски народ, нација се едно, кој што, како впрочем и секоја умна држава и секој умен народ, во различни периоди од историјата, си избира сојузници. Ако вие сте биле стратешки партнер со не сојуз на држави или една држава, и додека имате вие не корист, не интерес, туку додека имате взаемна соработка и разбирање и почитување, тогаш ќе ја задржите таа и ќе ја развивате. Ако гледате дека тој стратешки сојузник ви го прави ова што ни го прави, но еве сите велат дека нема шепкање во идентитетот, барем тоа сите го кажуваат дека не е предмет на преговори. Тоа е, мислам, веќе јас морам и тоа да го споменам. Господине Наумовски, рековте дека сега малку сте се ставиле како во заветрина и анализирате се ова што и се случило на Македонија. Јас препознавам и многу голема меланхолија во ова ваша последна денесна колумна, велите недопирливи. Па велите, нели, како на крајот на таа колумна, велите, освен солзите за проклетството наше и колнењето на пакоста, малиционозноста и гозниот на македонците како суштинска карактеристика која ве остава без капацитет за држава, на крајот ви преостанува да барате начини како да заминете од ова парче земја и небо или да почнете и вие да ги кршите законите, да носите со себе чекани, нели, како тоа е, за жал вистината боли. Кршењето на крстот. И гласниците обично ги проколнуваат, но се разбира не метафорично со видом да објаснам. Работата дојдена или така ја доживувате? Не, видете, до таму е работата дојдена затоа што ние сме пред пропаст на државата. Значи, со законот за двојазичност ние веќе стануваме бинационална држава. Вие знаете што значи од аудитарна современа демократска држава да станете бинационална држава. Па тоа отвора редица процеси кои што на крај ќе доведат веројатно до кантонизација и до... Ке зборуваме за тоа да му дадеме можности на господина Пачев, така? Само уште ова да ви го кажам. Значи, во оваа ситуација единствениот спас од раскараниот, поделениот, пакосниот и мощно слабиот македонски народ, слаб во смисла на истрошеност на националниот дух и истрошеност на оние парадигми кои што и економски и финансиски мора да признаеме наназад повеќе децении. Сега во оваа ситуација, си извини ако само да се докажам, значи во оваа ситуација имаме ние две решенија како да се спасиме како држава и како народ според мене. Значи првиот начин е овој кој што веројатно го одбраава МРДПМН и некои други, а тоа е да ги молиме джелатите. Кој ги моли сега? Значи да ги молиме джелатите. Сега тоа е повторно да ги молиме Европска унија и НАТО и нели центрите на моќ внатре нив или околу. Сметате дека ВМРО ги моли Европска унија? На некој начин, са метафорично кажувам, ги моли. Значи, во оваа ситуација може да не спаси само ова. Со поддршка кон ВМРО-ДПМН? Само момент, значи ви велам. Значи сега од оваа ситуација може да не спаси само ако се смилуваат
Баш да се смилуваат. Буквално да се смилуваат господарите на МОК-те во Република Македонија, центрите на МОК во Европска унија и САД, НАТО. Значи, ако ги молиме, јас имав еден дури предлог на една емисија, кажав, значи може би треба, не знам, 10.000 попови од Македонија да земат крстови свеки и секој ден да молат пред американската амбасада, ЕУ, канцеларијата и така натаму. Значи тоа е првиот начин. Да ги измолиме да се смилуваат и да ни ја остават државата. Разбирате? А зашто па поповите? Па не, пример, ве молам, мислам, поентата е дека... Мислите по-духовно, по-високи... Да, по-духовно да молат. Значи да ги молат. Лица во таа духовна сфера од граѓаните. Да се смилуваат и да ни ја остават државата, ваква каква што е, унитарна, демократска, со владење на принципи на право, колку е тоа веќе реален факт денес, тоа не сме сигурни еве со некој настани, но друга е идејата. Или, вториот начин, и тука може да има веројатно улога партијата на господинот Јанко, големо масовно обединување на политичката десница, при што мора да се надминат многу лични анимозитети, мора да се најдат заедничките точки, а такви се речиси сите, кои што нив ќе ги обединат, значи сите партии од политичката десница на цело со ВМРО ДПМН и еве, да речеме Единствена Македонија. Но беше движењето на Бачев дел од таа коалиција предводено ВМРО ДПМН? Кога? Па излезе пред неколку години. Не е битно тоа, оставете тоа тие партии како не зборувам за мала партија колку може да направи, условно речено мала. Не се мала они, а тоа прво мислам дека ќе стануваат голема, тоа знам од интересот кој што се појавува, особено со нивните со настаните кои што ги организираат, бидејќи има една убава вест, ако не знаевте, јас да кажам, иако тоа веројатно требаше да го каже Јанко. Значи утре за прв пат ќе дојдат Александар Дугин, добро, Леонид Савин веќе беше еднаш во Скопје и ќе одржат предавања за третата политика или сеедно за нивните, нели, политички видувања на геополитиката на Балканот и на светот. Тоа е голема вест и има голем интерес. И само уште оваа реченица, тоа меѓутоа му дадеме можност да не биде дека е интервју. Сега тоа се двата начина. Или да се смилуваат да ни остават државата, американците и Европска унија, или да се обедини политичката десница и на демократски начин да има нови избори во кои што ќе се воспостави нова демократска, легитимна и овој пат легална власт, која што ќе ги следи и македонските национални и државни интереси. Нема трето. Добро, за нови избори предвремени евентуално говореше и лидерот на ВМРО ДПМН Синоќа Мицковски исто во нашата емисија. Господине Бачев, еве ајде да збориме за овој настан. Утре доаѓаат двајцата советници, се некој ќе рече советници, па биле, па не биле, сега има и дискусија во јавноста дали се ова навистина господата Дугин и Савин советници на рускиот председател. Opinion makeri. Први, значи, да појаснам, Народно движење за Македонија беше во коалиција 2005 година за време на локалните избори и 2006, значи пред некаде 10 години. Да. И тогаш ние излеговме таа коалиција, бидејќи така после настапувавте и сами колку што знам на избори. Континуирано сите изборни процеси после 2008, 2011 имавме понуда од ВМРО ДПМН да влеземе во коалицијата, меѓутоа видовме таму дека не се ништо поразлични од СДСМ. Значи тоа се две исти партии кои што ги контролира из центар во овие 27 години. Вие кога ќе кажете ВМРО ДПМН и СДСМ нема голема разлика. Тоа е едно замајување на јавноста. Вие гледате Заев по каква патека одеше. Хан, Могерини, конгресмени во Америка. Еве го сега Мицковски, истата патека. Бејли, Могерини, Хан, конгресмени. Така да тоа се две исти партии кои што му нанесоа големо зло на македонскиот народ и доколку што побрзо се заменат од политичката сцена, толку подобро ќе биде за Македонија. И ние сега ја преземаме таа улога во Македонија да го обединиме македонскиот народ и тие две партии да ги испратиме во историјата, бидејќи тие 27 години само лажат, крадат, убиваат по нарачка и конструираат обвинение пред судот по нарачка, апсат и приведуваат. Така да сега околу прашањето да се вратам за утрешната постата, така е несериозно да се коментираат овие изјави, така да луѓето тоа веројатно не би можности да кажете пред јавноста затоа што тоа го прават од неразбирање, бидејќи еве да појаснам ајде за јавноста, не сум должен, сите председатели во светот имаат официјални советници. Тие ќе отворите веб страната и ќе ги видите. Меѓутоа, има советници кои што не ги гледаат тие кои што не се наоѓаат за сцената. Тие се клучни советници кои што ја креираат главната надворешна политичка ориентација на секоја држава. Или еве сега ми дојде мислата за такви ли се господата Александар Дугин? Па веќе направена една споредба само со нас. Без разлика што советниците на Иванов не може да се споредуваат со советниците на Путин, но веќе ви кажам, вака може би малку звучи како анекдота. Имам јас пријател кој што е во едно здружение и тоа здружение има добри релации со Иванов. И во овие во Македонија, и овие 10 години веќе Иванов ги има примано таму 4-5 пати.
во прием и вика кога да отидеме таму, вика на кафе го гледаме, се седи Мирчев, покојниот Димитар Мирчев. Така, професорот, да. А вие ако видите веб сајтот на Иманов, Мирчев никаде не фигурира као советник. А вика, а луѓето се чудат, вика тоа не може би случајно. Кога да отидеме горе, тој беше и назначен, беше свакате поентата. Да. Значи тоа се советници, тоа не се советници, тие за кои се зборуваат. Отвориле веб страната на Путин, таму се советниците кои што во 8 сати се бали одат на работа, во 4 сати си одат дома и на први земат плата. Како администрација, така да. Така да, ова е поголема работа. Сега значи ние утре организираме една панел дискусија во Скопје со цел поблиску на луѓето да им ја доближиме идејата зошто стратешки сојуз со Русија и зошто членство на Македонија. Господине Бачев, тоа беше автохтона идеја ваша лично или под влијание некакво руско? Тоа е вака чиста автохтона идеја, ние само одговоривме на желбите на народот. Ние гледаме дека јас не е претерано ќе кажам, некаде ако се направи сега реална анкета ќе видите 80% народот е не за ЕУ и за НАТО, туку и за членство во Евроазиската економска унија и за стратешки сојуз со Русија. И сега ова може да радува, не знам синоќа дали ги видовте изјавите на Путин. Да. Изјавата на Трамп, ова веќе навестува една нова војна, колку е неубаво тоа да се каже, бидејќи веќе гледате дека Америка и Русија за ништо друго не прават освен да размислуваат за методите на повторно војување. Значи војната е неизбежна. Колку тоа се може би ќе звучи малку така неубаво пред јавноста. Но има ретерирање малку и од руска страна дека ако има потреба во случај да бидат нападнати. Сега го лансира новото оружје, стигна експресно пораката од Трамп, ние сме подготвени. Така да, сега каде е тука Македонија? Ние сега тие геостратешки овие надмудрување големите сили да ги оставиме. Каде е сега тука Македонија? Синоќа Путин кажа еден паралелно за нас од аспект на Македонија една убава работа. За прв пат кажа дека Русија е спремна да ги брани сојузниците. Значи нападот на Русија, нападот на било кој сојузник на Русија ќе го смета за напад на Русија. Ние токму тоа го промовираме. Нели ние со САД имаме подпишано договор за стратешко партнерство, нели сојузничство? Па тоа стратешко сојузничество, гледате каде е Македонија веќе. Македонија е пред поделба, пред исчезнување. Како е тоа стратешко партнерство? Така да само да се заврши мислата. Значи тоа е веќе синоќе голема порака за Македонија. Ова ве прашав дали е автохтона или под влијание, затоа што сега и во јавноста има информации вика Јанко Бачев зел пари па се формирал партија. Еве можеби е добра прилика да кажете. Тој што кажал вака сега. Тој што кажал Јанко Бачев земал пари, утре веднаш да отрча горе до Спасовски, до министерот за внатрешни да го прејави случајот. Нели велел дека Македонија е правна држава? И Јанко Бачев ако земал пари противправно, треба да не противправно, него за формирање на некако стана многу популарно, многу како мода. Значи тие што соработуваат со ЦИА и што земаат пари од ЦИА е добро, а ако некој земал пари од Русија е лошо. Тоа може би изненадување, сега сакам да кажам. Али е логично тоа. Ама видите вака сега, значи 25 години ние имаме, гледате што се случува, 25 години имаме одродени македонци, кои што 25 години земаат пари од Сорос. Луѓе со изгубено национално чувство. Во една нормална држава сите треба да бидете испоапсени, ама гледате денеска го креираат јавното мислење во Македонија и ја водат политиката во Македонија. Али сега тоа не е битно. Значи кажав јас, ако смета дека Баче вие бевте еднаш во тие структури како разузнавач нели работите. Па затоа го велам ова. Што направивте ве на тој план што велите да бидат уапсени? Па што направивме, да кажеме, службите во Македонија, министерот за внатрешни работи многу добро си ја вршат работата, меѓутоа кога дојде на ниво на политичка одлука, тоа да се процесуира, останува закочено во фиоките. Меѓутоа тоа не е битно, само да кажам да се надоврзам ова на Русија. Значи автохтона идејата, автентична идејата е сега каде ја гледаме ние помош од Русија. Ние од синоќа веќе ја гледаме помошта конкретно од Русија. Значи Русија веќе синоќа отворено и кажа на Америка дека е спремна да ја брани Русија и нејзините сојузници по секоја цена. Така да, сега, тие геополитички поместувања веќе се навестуваат. Се очекуваат, јас кажав, значи, сега нас не е битно помош од Русија гледаме да се створи еден баланс меѓу тоа американско влијание и Русија, со кое што доминантно влијание ќе си дојде, бидејќи нас со Русија не врзуваат историски, културни, религиозни било какви врски. Значи да дојде тој баланс. Дека Русија со Грција има многу добри релации. Значи ќе дојдат тие поместувања сега, тие доаѓаат, а последнатре, еве јас гарантирам пред целиот македонски народ. Ние ќе се го решиме проблемот и со албанци, со турци, со роми, секој пред своја држава. Ќе знаеме како се го решиме проблемот. Сега е битно да се створи балансот, да се дојде руското влијание тука, а после кој не е лоле нова држава, ние ќе го најдеме местото. Ние сме дури на идеја ќе ја вратиме одредбата во закон за државјанство, како што имаше во сојузниот закон порано, да може државјанство да се одзема. Значи кој не е лоле нова држава, ние многу ќе ги смириме сите, сите ги вразумиме. Сега е битно овие геополитички поместувања доаѓаат, се навестуваат, така да многу добро, јас не сум толку песимист како тој што каже дека оваа држава нема да обстои, ќе обстои и ние тоа ќе го направиме.
со македонскиот народ Но не и со мислите помош од дека Русија. малку екстремни ви се овие ставови, господине Бачев, и како тоа ќе најде сега на прием и кај јавноста, па и кај меѓународните фактори кои што треба нели да ве поддржат? Како да не се биде веќе екстремен? Не случајно кажав дека кога ние ќе излеземе на протест, ќе се поздравиме дома со најблиските и нема се вратиме додека не. Па нема веќе што да изгубиме. Што ќе изгубиме друго? Државата е во прашање, државата ја губиме. Гледате разни бандити од чајер тепат полицајци не одговараат. Кај го има тоа во Америка да чепнете полицаец, да го чепнете за кошула, одмah пиштол ви вати. Или во Велика Британија. Гледате денеска разни бандити таму во чајер тепат, не фермат ништо. И денеска вечер на телевизија Спасовски се бламира со полицајката. Ја бламира на јавна сцена. Сама се удрила. Значи, нема веќе ние дојдеме сме до таа фаза, мора да ја брани Македонија по секоја цена. Господин Бачев, вие магистриравте и докториравте на темата проблемот меѓу Македонија и Грција за прашањето за името. Апелирате, направивте и книга нели за тоа прашање, апелирате тоа прашање од полето, од политичкото поле да се премести на планот на меѓународното право. Но ако било едноставно толку и толку лесно, зарем сметате дека ни една влада до сега не би пробала и со тие меѓународни алатки? Не е едноставно, меѓутоа битно е што има начин. Значи, јас во моите истражувања дојдов до заклучок дека има 4 меѓународно правно признати механизми кои што доколку ги употребиме даваат големи шанси Македонија да се го врати името Република Македонија во Обединетите нации. Меѓутоа, убаво кажавте, во овие 27 години тоа не го направила ни една влада. Прашањето не е едноставно, за да се направи ова, претходно е потребно да се исполнат 3 основни претпоставки. Значи, да се јави волја и желба кај некоја влада да го префрли проблемот од политичкиот на правниот терен, солидна правна стратегија и жестоко лобирање кај државите што досега не имаат признато подуставното име, со цел да ги запознаеме со проблемот и да ги видат неговите далекосеžни последици, бидејќи во светот од 194 држави, членки на Обединетите нации, ако видите таму 50 со некои микро држави со некои имиња што и не ги знаеме, нити пони слушнале за Македонија, меѓутоа сите тие имаат по еден глас во Генералното собрание. Така да постојат механизми и тие 4 сега немаме време да ги образлагаме, значи едната е преку генералниот секретар, втората преку Генерално собрание, третата преку Советот за безбедност и четврта Меѓународниот суд за правдата. Сега зошто велите вие не една влада не го направил? Овие владите не мислеле на Македонија. Не викам, ако постојат такви алатки, зошто до сега не се пробали? Па еве ќе ви кажам една алатка, еден пример. Постои мислење на Меѓународниот суд за правдата од 1948 година дека не може на државите да им се воспоставуваат дополнителни услови при нивниот прием. Сега тоа мислење го има во еден учебник од кој што се учел на правниот факултет во Скопје 90-те години, кога се растои Југославија, од двајца белградски автори од правниот факултет од Белград. И сега ние имавме двајца министри, Денко Малевски и Фрчковски, кои што беа членови во владата. Предаваа од тој учебник на правниот факултет, а не знаеле дека постои мислење на Меѓународниот суд за правдата дека при приемот во Обединетите нации не смеат на државите да им се воспоставуваат дополнителни. И сега 93-та година да му качело на Киро Глигоров, тоа ќе беше многу јак аргумент при нашите разговори, при нашиот прием во Обединетите нации. Таму ќе се кажеше, чекајте луѓе, вие барате од нас да разговараме со Грција и да носиме референцата фирм, барате 2 дополнителни услови, а ваму има советодавно мислење на судот на Меѓународниот суд за правдата. Значи двајца министри го криеле тоа или па можеби не знаеле. Така, гледаме дека прашањето за името Навидов, нели околу името само значи Македонија мора да го одбрани името. Сега во цела лоша работа. Еве сега гледаме ја форсираат. Што мислите вие, господине Бачев, дека кога би стоело името Македонија како што се вели во тоа евентуално композитно име, нашата влада излезе со став дека би прифатила географска одредница и името нели Македонија, што па грците го сметат како своја отстапка од своја страна, името Македонија да стои во тоа ново композитно име. Вака сега Грција не прави никаква отстапка. Грција нема отстапка. Они тоа така го доживуваат како отстапка. Тоа е резултат на таа прекрасна тактика што ја воспостави Грција 90-та година. Значи тактика на екстремно отварање. Значи тие го отворија така процесот, да не се содржи зборот Македонија. Значи тргна екстремно, одејќи на варијанта колку предметот на преговори е поекстремен, толку тоа на крајот што сакате да го добиете, ќе го постигнете. И еве го, еве денеска и вие сте потпаднале по таа пропаганда. Не, конотацијата вие дека треба да сме срекни што Грција дава да го користиме. Не, така грците настапуваат, викаат еве наша отстапка е тоа што дозволуваме името Македонија да е во тоа композитно име. Али сега вака перцепција се ствара дека ние се треба да бидеме пресрекни, еве се смилува, ќе го имаме збор. Значи тоа е резултат. А нашата каква беше нашата тактика? Нашата во тоа време погрешна политика што ја водеше Киро Глигоров, значи една тактика на екстремна кооперативност. Само за 2 месеци на брзина променивме устав, променивме знаме, се согласивме на фирм. Значи ги истрошивме сите адути во тоа време и сега еве раѓа плодови ова тактика на Грција. Значи ние сега како македонци
Мора да спречим промената на името, сега во секој зло добро што вика народот, доколку одат на таа варијанта, сега што ја форсира. Да не го променат уставот со меѓународен договор. Така. Со меѓународен Така, разговараме за тоа дали со устав, дали со меѓународен договор, што е посилно, што има нели поголема тежина. Да, на уновски вие што мислите? Само ова да го кажам. Значи, еве и на примерот со правниот легитимитет на правото македонско да бидеме именувани, да бидеме она што сме, македонски народ, со македонска историја, со македонски јазик, македонска територија. И така натаму се покажува, да не кажам лицемерието, да бидам поумерен и да речам двојните стандарди на нашите стратешки сојузници, со кои што имаме специјален стратешки договор за после самитот во Букурешт. И на оние од Европска унија. Значи, правните аргументи за правото на македонската држава да се нарекува Република Македонија и македонски народ така натаму, ние го имаме апсолутно по сите линии и тоа е докажано како со првиот устав 91 со мислењето нели на Бадинтер дека само македонскиот и словенечкиот устав и така натаму, да не зборуваме за оние нестекни промени кои што се направија во 2001 година, но и ние имаме и Хашката пресуда во која што највисокиот правен суд на планетата Земја кажува дека Грција не смее да не попречува под името под привремената референца така, во за евроатлантски интеграции така натаму, но токму НАТО и ЕУ не ја почитуваат таа одлука. Тоа добро што не попречува. Не, добро, сакам да кажам лицемерието. Не смееме да влеземе во НАТО. Не, добро, не, кажувам сега се обидуваме да ги демаскираме суштинските политики и суштинскиот однос на нашите стратешки сојузници од Европска унија и од НАТО, односно Соединетите американски држави. Ако е ова сојузник, ви благодарам, не сакам тако сојузник. Но знаете што сакам да ви кажам? Очигледно е дека и покрај сите притисоци и она зацртана агенда за која што се уште има малку сомнежно како минува времето и како се зацврстува уште повеќе, особено по митингот, големиот митинг во Атина против Македонија, како се зацврстуваат црвените линии на Грција, ерга омнес, промена на устав, промена на јазик, промена на идентитет, промена на графа националност, промена на лични карти, промена на возачки дозволи и така натаму. Но еве од наша страна велат нема чепкање во идентитетските прашања. Како, ама грците тоа го велат, јас недоверба, да речеме неверување во нашите елити. Не, да кажеме не е важно сега дали се СДСМ или ВМРО-ДПМН. Не, суштински работа да кажеме сега. Јако се извинувам, значи вака. Ова е наистина дури и малите деца ќе се смеат на оваа глупост, дека не се преговара за идентитетот, кога вие имате 100 изјави од 100 политичари и 100 документи и барања од Грција на писмено, каде што точно се деструира македонскиот национален идентитет. Не, премиерот исто каже сега да не испадне дека сум потпал, рече дека нема потреба за промена на уставот и дека нема да се чепка во идентитетските прашања. Ова се извинам. Значи, овие барања на Република Грција дури ни СДСМ и дури не можат да ги исполнат. Не може, според мене. Не можат. Затоа што се премногу уништувачки за македонскиот народ. Тоа е веќе и малите деца веќе го знаат. И сега во оваа ситуација сета она практично агенда. Што мислите ве како ќе се игра, нели процесот тече? Еве, ова се со нешто мора да се биде кооперативен, нели да се биде така, значи, тие на власт дојда со огромна поддршка од Европска унија и Соединетите американски држава, стриктно да ја спроведат оваа агенда помеѓу останатот и ова промената на влез во НАТО и промената на името и така натаму. Меѓутоа, сега веќе откако тоа нема да се случи, бидејќи грците очигледно нема да отстапат, сега веројатно ќе продолжат да водат некои квази преговори со цел да се одржат на власт советување дека сепак еден ден ќе го решат овој проблем кој што овие наши стратешки сојузници веќе во наводници сакаат да го решат за да не стават во НАТО за нивни геополитички пошироки или балкански интереси и цели. Сега во оваа ситуација не сум сигурен дека сета слободоумна мислечка, се разбира секој македонец, припадник на македонскиот народ, нација. Е важно други теми се тоа. Но овде живеат и граѓани. Не, па токму тоа го велам. Не, токму тоа го велам. Значи секој македонец сега треба, веројатно, уште еднаш да направи длабинско преиспитување токму на тоа.
кои се всушност нашите вистински сојузници, стратешки партнери и дали воопшто имаме такви. Ако не се, како што според сите логични аргументи, според сите факти, безпрекорно логичко изведени, покажува дека ние очигледно мораме да ја смениме геополитичката ориентација или во насока на неутралност, или во насока можеби на отварање кон други сојузи, од БРИКС преку Евроазијска унија и така натаму. Затоа што нема македонец кој што се разбира, кој што мисли, кој што самосвесен македонец, кој што се уште верува дека сојузници, партнери, пријатели, оние кои што те мислат добро, 30 години ќе ви го прават ова. Ќе ве тераат да смените име, идентитет, јазик, територија, двојазичност, бинационалност и така натаму. Реков. Мислам дека сега дури на светско и на балканско ниво полека но сигурно има индиции, има индикатори дека предстојат некои големи геополитички поместувања во кои што Македонија треба умно да ги почека тие нови времиња и да се позиционира во согласност примарно, дури и исклучиво, единствено за својот македонски национален и државен интерес, а не во функција на некои други цели сојузи кои што очигледно не ни донесува ништо добро. Но дали може да се остане неутрален како земја како што сме ние со цел габарит? Па можно е, зашто да не? Па подобро неутрален отколку преименуван бинационална држава и така. Господине Бачев, се заговара еве и ова господин Науновски во неговата елаборација кажа дека има различни толкувања за дали со меѓународен договор да биде тоа евентуално ако се постигне некаков договор, некаков компромис со Грција и грците со нас се разбира, тоа да биде како со круна ставено во еден таков меѓународен акт. Што мислите вие, што е посилно? Дали е посилен уставот, она што го бара грчката страна да има интервенција во уставот, или тој договор да гласа собранието за него? Во секој случај посилно е ако остане уставот непроменет и сега само останува да се надеваме дека Бејли како фактички гувернер во Македонија нема да ги построи и пратеници на ВМРО ДПМН да го обезбедат тоа двотретинско мнозинство и да го сменат уставот. Меѓутоа, ако дојде најлоша ситуација, ако тргне Заев да го промени името со меѓународен договор по теркот на Бугарија, тогаш тоа е една така што се вели среќа во несреќа, бидејќи новата легална власт на единствена Македонија, тогаш многу полесно ќе ги отстрани тие штетни последици, бидејќи за јавноста да кажем дека меѓународниот договор како израз на волја на две држави, во случајот Македонија и Грција, има меѓународно правно обсервирано, дава можност тој договор да престане да постои кога ќе дојде новата легална власт, бидејќи од една единствена причина според меѓународното право договорите треба... вие сте професор по меѓународно право. Според меѓународното право договорот треба да биде исклучен од овластени лица и треба да има дозволен предмет на преговарање. Во случајов се преговара за промена на име. Прашањето за името е прашање на домашни околности, не прашање на меѓународното право. Така да, во случај, значи, кога вие склучувате договор со предмет промена на име, тоа е веќе во спротивност со меѓународното право. Тоа е еден од начините со кои што новата легална власт на единствена Македонија, кога овие предавнички власти во изминатите 27 години ќе ги однесеме во историјата, значи многу лесно тој договор ќе го отповика. А додека ако дојде до промена на уставот, тоа ќе работа е потешка, бидејќи е потребно двотретинско мнозинство да се врати првобитната состојба. Така да ние сега што реков среќа во несреќа, доколку дојде до промена, успеат да го променат името, барем тоа ако биде со меѓународен договор, многу полесно после ќе го вратиме повторно името. А не сакам да верувам дека во случајот има... А нели се непроменливи меѓународните договори, господин Бачев? Не е точно. Меѓународните договори како се случуваат, така може легитимитет на државата се црпи од уставот. Меѓународните договори како се случуваат, така има и причини поради кои може да се раскинат или да се поништат. Сега не сакам да верувам пак причина за поништувањето на тој договор да биде корупцијата, бидејќи еден од начините на поништување на меѓународни договори, само се наведени се заблуда, измама, како во домашното право, корупција. Не сакам да верувам дека ќе дојдеме во ситуација да го поништуваме поради корупција, бидејќи веќе индициите излегува во јавноста, Кочо Ангјушев како склучи договор со грчката влада за продолжба на неговите хидроцентрали, некаде се спомнуваат суми од 20 милиони евра.
Значи не сакаме да се доведеме во ситуација да дојдеме до сознание дека ќе мора да го поништуваме поради корупција. Тој изрече тоа е негова приватна компанија и нема врска со целови процес што се води компанија, ама вие од позиција на вице-премиер преговарате за промена на име и во исто време си ја продавате компанијата на Добро, не он тој што преговара да не споменува никој што не се тука. Сакам да го предупредам. Не, тоа е многу битно. Сакам да ги предупредам. Господинот Ангјушев гостин во Самовистина и исто прашање му го поставив. Вака сега. Вие зборувате за политички аспекти, оставете сега. Мислам го опровергна тоа. Ајде, јас ќе молчам тогаш. Не, да молчите. Ама сега немојте сега. За политички аспекти зборувајте со господин Миловски, за теорија. Сега јас сум председател на партија, треба да ја кажам по практични аспекти. Значи не сакам да верувам дека да се доведеме во ситуација да мора да говори да го поништуваме поради корупција. Тогаш работата ќе биде многу неблагодарна. Така да сега првенствено е Македонија да го одбране името, ние знаеме како тоа да го направиме, а во случај да го променат со меѓународен договор, еве се навратна пак на прашањето, многу полесно ќе се доведеме во ситуација отколку ако се промени уставот. Сметате дека е полесно ако е нели би можело тоа да се опровергне? А сега и ова што Мицковски сега го кажува, го вергла исто како претходно Груевски дека ВМРО не е за промена на уставот со цел на промена на уставното име, тоа е една голема измама за јавноста и народот кога ја слуша таа формулација мисли дека ВМРО ДПМН нема да го смени името. Меѓутоа тука ВМРО ДПМН во нивната таа книшка прелодба 10 години се служи со мала итрина. Ој не велат нема да го смениме уставното име, него велат нема да го смениме уставот со цел промена на уставното име. Што значи тоа? Тоа значи за подомани да си бидеме Македонија, а за надворешна употреба и они се спремни да го сменат името. Така да ВМРО ДПМН и СДСМ се на исти позиции за името. Мора да ја разјасниме таа дилема. Не е точно дека ВМРО ДПМН го брани името, него они се на исти позиции, сакат да го сменат името, сакат да го обезличат македонскиот народ, бидејќи ИС центар 27 години ги држи во скут практично. И сега што прави тој? Само што да го кажам. Значи Европската унија 27 години тие европски бюрократи во силот на неговашната Римска империја го прават сега истото. Ќе ги донесат на власт, претходно ќе ги корумпираат добро, ќе ги купат и после тие наши политичари ги спроведуваат нивните политики без поговор на штета на македонските интереси. И лага е таа голема лага е дека Европската унија 27 години дава донации во Македонија. Еве секој ден ќе слушнете. Европската унија дала 50.000 евра за некоја школа во Карпуш, 20.000 евра за некој пат во некое село. Тоа е една голема лага. Тие се пари. А зошто господине Бачев, па они си ги колектираат тие извештаи, си ги вајда си повлекуваат линија колку средства даваат во Македонија. Сакам да кажам големата изма, тие се наши пари, кои што они ги крадат како држави од Македонија. Они ги држат овие држави во едно економско робство. Еве еден најпрост пример ќе кажам. Ако они во изминатите 20 години извлекле 1 милиарда евро од Македонија со разноразни кредити, за разноразни намени, они од таа милиарда што ја украле од Македонија. Ама кредитите ние сме ги барале. Вака сега. Значи они преку разноразни. Па кој ги купи најголемите стратешки објекти? Кај отидат тие профити? Кај плаќаат данок? Еве Телеком има 30 милиарди евра направено. Тоа се 3 милиарди евра данок. Кај отиде тој данок? Значи, они преку разноразни начини, ако земале 1 милиарда од Македонија, они 200 милиони евра ќе ги вратат во форма на донации. Разноразни школи, болници и од тие 200 милиона во најголем дел ги купуваат домашни политичари. И затоа велам дека тука сакаат НАТО да дојде само политичарите, бидејќи НАТО за да ги заштити, да не дојде ден кога еве ќе спомне и Тони, масовно ако се дигне народот, да ме изрече пресудата. Значи они го сакаат НАТО тука за да ги штити нивните криминали. Еве не мислите господине Бачев дека присуството на НАТО на овие простори ќе значи безбедност на како да кажем заштита? Не видите, цената е преголема. Каква безбедност? Нас синоќа пораката јасно не дојде во моментот од најмокниот човек на најмокната држава Путин. И јасно кажа дека Русија нападот на било кој сојузник ќе го смета за напад врз Русија. Нас сега само ни останува да склучиме стратешки сојуз со Русија и осигурана ни е безбедноста и просперитетот. Сега немаме време да зборуваме за економски предобивки што ќе ги има Македонија од членство во Евразиската економска унија. Дали Русија би сакала стратешки сојуз со нас, да речеме? Зошто нас така, ние сме толку блиски. Па Путин на отворена сцена пред година дена кажа дека писменоста доаѓа од македонската земја. Најголемо признание за Македонија од таков лидер во светот не сме слушнале. Така да нема ние што да бараме во една фашистоидна организација во кај што сака да не обезличат или геноцидна организација која што во изминатите 27 години што прави НАТО по светот. Така да ние само опстанокот и просперитетот на оваа држава ќе го обезбедиме со стратешки сојуз со Русија и членство во Евроазиската економска унија и во таа функција ги носиме сега клучните луѓе од Москва утре на панел дискусија, бидејќи убаво кажавте презека, кога одиме се по Македонија, луѓето најчесто не прашуваат како, што, каде, кога со Русија. И сега еве од трибината панел дискусијата е утре отворена, луѓето ќе си повелат, ќе има можности за прашања, на лице место директно да ги прашат луѓето што Русија со Македонија. Да, и видите, и овој процес за кој што зборува Јанко не е само македонски.
стриктно македонски. Не, само преска почнав, ќе ми простиш на Уновски само. На Балканот се случуваат. Значи Иван Крастев го знаете сите политички аналитичар за Guardian деновиве изјави вика на Брисел не му треба некој шпиун да има во Кремљ за да утврди, за да дојде до сознание дека Русија ќе направи се Македонија да не влезе во НАТО, не од што Македонија е многу стратешки битна за Русија, меѓутоа повеќе како ако го читате Крастов исто да го слушате Сашо Ордановски. Исто ти е тоа. Тоа се луѓе 27 години со изгубено национално, тој Крастев е исто шпиун на ЦИЕ. Како Јако Банчев, пренесете го нека тужи ако не е тоа. Тој е шпиун на ЦИЕ. Иван Крастев, многу ми е познат како не. Не, видете, не се сериозни овие тези кои што вие ги спомнате од некои си таму аналитичари од Бугарија. Не е тој било кој. Добро, не е било кој, мислам, долго време целите овие години се појавува со анализи. Не, видете, ама не е сериозно ова, а далеко од вистините. Всушност нема ништо вистините во овие негови тврдења. Знаете зашто? Значи американците се толку и Европска унија толку доминантни на Балканот, за 30 години, што дури врапчињата веќе го знаат тоа. Значи, овде никогаш немало никакво друго влијание, освен Европска унија, НАТО, односно Соединетите американски држави. Тоа е факт. Но реков, токму заради тоа се поставува прашањето што ние добивме во овие 30 години со целосната ориентација, целосната свртеност, слепата послушност, следењето на нивните интереси. Не заборавајте дека Македонија беше најголем контрибутор на нивните во војните мисии на НАТО, барем според бројот на жители. Така, да. Значи, ние ги слушавме, како држава зборам, како политички елити. Ние ги слушавме нивните наредби, ги следевме нивните интереси, гласања во Обединените нации, гласања против Израел и така натаму. И сега, кога треба нешто да добиеме, ние што добиваме, освен можеби што или Јанко една уличка донација или не знам еден пат таму. Значи, кој е македонскиот бенефит од ова досегашна барем целосна политичка ориентација и свртеност кон Европската унија и НАТО? Па ете, можеби се тоа ќе придонесе барем тоа за очекувањата за влез на поголем број инострански инвестиции, барем тоа. Земите се огребуваат вака сега. Ние само една реченица. 2001, тоа не само една реченица. 2001 имавме војна, а дали инвеститорите најмногу се плашат од војна? За време на војна Телеком го купија. Баш кога беа најголемите војни дејствија, ама се го видува интересот. Сметате дека се случуваат такви работи, се пуштаат чат, голема лага дека НАТО и Европска ќе ни донесе, па еве сега бев во Бугарија во јануари месец. Луѓето плаќаат 50 евра пензија, а членка на Европска унија. Не, тој ако некојаш било милиона, значи ова е флоскула, ова го знаеме дека кој се нели кој се очекува. Не, затоа што како те запостои во тоа е пропагандата, тоа е работа на пропагандата. Пропагандата го прави тоа. Мислам дека денеска веќе не. Денес веќе дури и да влеземе во ЕУ и во НАТО, што е практично невозможно, затоа што за тоа да се случи треба името и идентитетот да го смениме, што нема да се случи, но зборуваме теоретски. Дури и да влеземе, нема автоматски да дојдат толку многу нови инвестиции, таков развој и така натаму. Сега видете, идејата за Европа, значи идејата не затоа што граѓаните кога поддржуваат Европска унија и НАТО, поддржуваат и од тој аспект дека тоа ќе значи стандард, повисок стандард и тоа. Но дури и да е така. Па зарем ние за 100 евра повеќе плата треба да си го продадеме душата, да си ја продадеме македонска, името, јазикот не. Не верувам дека било кој самосвесен разумен македонец. Иако факт е дека не треба да дојде Европа за ние стандарди, нека да примениме како тоа е голема лага дека Европа ќе ни донесе нас само голем стандард. Тоа е една голема лага. Бидејќи нема таму некои луди холанѓани, швеѓани кои што ќе истураат во буџетот на Европска унија, па тој буџет они ќе ни дават нас да ние да станеме богати. Тоа е една голема лага. Значи ние треба тука сами да си ги устроиме работиве. И Македонија ќе биде многу богата држава. Ќе ви кажам само 3 примери. 90-та година тргна во Македонија приватизација од 5 милиарди, според тебе сега два пати ме спомнав се дека сум бил поранше припадник на Министерството за внатрешни работи. Ќе ви потврдам. Не во негативен контекст. Не во негативен, па сега баш во позитивен. Постои извештај во МВР дека за време на приватизацијата од 5 милиарди тогашни германски марки во буџетот се собра околу 100 милиони и постои извештај како се украдени тие пари, 5 милиарди. 92 година ембарго према Сојузна република Југославија. Кој ги украл, господине Бачев? Зошто неказнивоста се привлекува ако е така? Ако се знае украдено кој украл тогашни германски марки. 92 ембарго на Обединетите нации према Сојузна република Југославија од шверцот на акцизи според извештај на МВР исто си стои 2,5 милиарди тогашни германски марки. Паѓа сега власта на БМР-ДПМН, ова е изјава на Заев. Кажува дека од 2006 до сега ВМРО украле 5 милиарди евра.
Гледате со кои суми баратам се, кои се тие пари за Македонија? Колку пари се украдени во овие 27 години? Замислете тие пари да завршат во буџетот. Па зошто немаме одговорност? Немаме одговорност, бидејќи тие 27 години тие елити, гледате нашите премиери како ја напуштат власта, излегуваат како најголеми богаташи. Затоа некако единствена Македонија, една од точките мора да се направи таа ревизија и мора да се конфискува незаконски одземеното во Македонија. 10 транзитски бандити си го поделија целото општествено богатство. Сите велеле дека има конфискација, ама кога ќе дојдат на власт никој ништо нема да. Ама сега ние не ведуваме. Ние кажуваме како тоа ќе го направиме. Еве во Македонија разделивме брошура од 100.000 примероци, јасно е кажано чекорите. Значи транзитски десетина бандити си го поделјаат целото општествено богатство, со 45 години назад во социјализмот го создава сите работни луѓе. Значи парите се тука, само треба да си го строиме системот. И Македонија ќе биде многу побогата и од една Шведска, и од една Холандија, и од една Швајцарија, било која тие европски земји. А Европска унија и во Романија, и во Бугарија. Еви и овие, и НАТО е, и Албанија членка на НАТО, и Косово е. Па видите таму уште се на племенско ниво некој организира работите. Каква Европска унија, каква демократија? Значи треба да Господин Бачев, еве водите ли сметка дека Русија има традиционално добри односи со Грција и што со тоа? Како? Меѓу Русија и Грција. Нека има зошто, нека соработуваат. Подобро, да. Таа сега немаме време, тоа треба една посебна емисија да викнете историчари. Не, дали можела, можеби така. Се фрла во јавноста што Русија досега ги помогнал на Македонија во историјата. Не е точно, уште пред 200 години македонци учествувале на страната на Русија во тие руско-турски војски војни кои што се водели на Балканот, истакнати македонски дејци, делувале во Москва, така да проблемот е што ни една досегашна влада во овие 27 години, еве вие сте новинар со поголемо искуство. Кажете ми која влада досега си има обратно официјално до Русија за политичка поддршка? Ниту една. Ниту една. Или се правило срамежливо. Не се прави, гледате премиерот Заев седи со рускиот амбасадор. Затоа што ориентацијата од 91-90 е членство кон ЕУ и кон НАТО. Мислам тоа е. Кој е тоа членство? Па видите кои луѓе донесоа таа од 93-та. Тоа е најголемите комунисти. Тоа се луѓе кои што во комунизмот се комунисти, во социјализмот се социјалисти, во турско се турци, во каурско се каури. Па тие утре Путин ако дојде први ќе го пречкат во Скопје со лепи сол. Првите тие. Што сега се прават најголеми европејци, најголеми натовци, па тоа се најголемите комунисти кои беа 90 година и ја донесоа и столот. Тие се вртат, тие се превртливи. Имаме уште 4-5 минутки до крајот. Подолго време опозицијата ВМРО ДПМН не се враќа во законодавниот дом, не е само името и проблемот со името, него имаме и практично не е проводен системот и со потреба за носење на закони, тука и законот за употреба на јазиците, веќе никој не знае како сето тоа ќе се регулира. Што мислите вие, што очекувате околу консолидација на таа внатрешна политичка, како да кажам, клима во Република Македонија, за да можат процесите додат напред, нели, независно процеси што се неповрзани со името и со Значи, во смисла на прашањето за политичка консолидација, единствен начин кој што има некакви реални шанси, но за тоа сепак е потребен голем напор на секој политичар сега во овие критични историски мигови за Македонија, особено пратениците, оние што се во собрание. Значи, фактот дека ние се наоѓаме пред ултиматум, пред битка, во која што ако изгубиме ќе не нема луѓе, значи ќе не нема. Како држава ќе не нема. Ќе остане територијата, ама нема да има никаква форма на политичка. Добро, нема и луѓе што размислуваат дека ако не го решиме прашањето, тогаш ќе не нема. Точно тоа. И ако не се зачлениме во ЕУ во НАТО, не е точно тоа, напротив. Сега веќе е обратно. Тоа е според логика, според логично мислење, а не според политички проекции, односно желби. Сега. Значи, барањата кои што се поставени пред македонските политички пратеници. Уште 2 минути имаме само до крајот, така ми Бачев и така. Ако може накусот за да може господин Бачев. Значи, барањата се многу опасни, штетни, погубни за македонскиот народ и македонската држава. Сите пратеници, особено од СВСМ, да си го пронедат своето длабинско македонско чувство, дури и граѓанско, ако сакате, се едно, за да се малку самоосвестат, да отидат на гробиштата на своите прадедоци, да заполат свеќа што се вели и да не гласаат ништо што е против македонската држава, а такви барања и такви точки еве ги доаѓаат во парламентот. Може би да ви се налутат сега, ќе речат ние си имаме такво чувство, сега на Уновски вели дека немаме. Тоа е мое мислење, тоа е против. Повелете вие како завршница нова. Дали очекувате затоа што ако сме раскарани, поделени, тогаш е нели полесно за јас го кажав моето мислење во една колумна. Разградување. Иванов стави вето согласно уставот, сега уставот му дава можност на пошироко толкување на уставот, дава можност да стави повтор пат.
вето е сега тука СДСМ може ќе го обвинат дека го крши уставот, прави државен удар. Меѓутоа сме имале такви случаи во минатото. Киро Глигоров 92 година го прекрши уставот давајќи мандат два пати на иста партија. Борис Трајковски 2002 година исто така го прекрши уставот кога пратеници се изгласа големи привилегии. Еве овие бомбите на јавното обвинителство не базираат на законот, него се најде формулација јавен интерес за да се објавуваат во јавноста. Така да Иванов сега треба да стави и второ вето, едно пошироко толкување на уставот, бидејќи во уставот има една друга одредба која вели дека он е должен да го штити уставниот поредок, даде и заклетва на уставниот поредок, а овие одеднаш нека галамат дека го крши уставот со второ вето, сега треба да се добија во време. Бидејќи Иванов е при крај на мандатот, дури треба да им се закани и со оставка, и тогаш почнуваат действијата за вонредни претседателски избори. Значи сега е битно да се добие во време, да не се изгласа овој закон, да се спречи амандманската расправа ќе трае минимум 6 месеци. Така јас мислам дека али овие работи Овруцек има седба на Али Ахмети со Мицковски, така е најавено. Што очекувате од таа седба да излезе? Значи овие работи јас ќе кажувам предпоставувате на претходна ситуација на една храброст од Иванов, се надевам дека на крајот на мандатот ќе биде храбар, некако што подигнуваше на притисоци и ако му дојде некој нов хојти да му прави притисок да го потпише овој законот, едноставно да го истера од канцеларијата и на крајот на мандатот да покаже дека е презател на македонците, а не на странците. Што кажавте за ова последново, сега мене Мицковски не ми е баш кажано. Не велам утре ќе има седба, дали очекувате со некаков договор политички? Зашто го слушнавме од Мицковски дека е многу восхитен од политичката кариера на Ахмети, тоа е една добро, Јанко, остави тоа. Само што да го кажам. Ушто да го кажам. Сега можете те погоди што Мицковски го нападна, ама сега морам да го кажам ова. Јас сакам да се обртам на македонскиот народ. На македонскиот народ да се обртам, да биде смирен. Новите геополитички поместувања на Балканот доаѓаат. Тие се навестуваат, да биде смирен, работек си дојдат на место и кога ќе настанат тие поместувања на Балканот, ние како нова легална власт ќе знаеме внатре да си ги решиме сите проблеми. И со албанци, и со било кој што не е мисли на оваа држава. Така да народот може да биде спокоен. Јас само на кратко, ајде на кратко веќе пробиваме, да. Мислам дека треба македонската политичка десница итно и веднаш да се обедини и да ги спречи на секој можен начин донесувањето и политичките постапки на оваа влада кој што се стриктно отворено против нашите македонски национални и државни интереси. Јас, господа, ви благодарам што бевте дел од денешното издание на Самовистина. Се надевам дека сите овие ваши пораки ќе стигнат онаму до кај што се упатени. Благодарам уште еднаш до некој наредно гостување. Почитувани, тука е крајот и на денешното издание. Благодарам на вниманието и интересот со кој што не следевте. Довидување.